во владата покрај тоа што ни доаѓа дечиња, ни стигаат и многу писма, многу приказни, многу песнички кои што стигаат до кај нас од многу луѓе од нашата земја и многу држави од целиот свет. Стигаат секаков вид на писма. Пред 10 дена ни пристигна едно писмо од земјата Фантазија. Сте слушнале ли вие за земјата Фантазија? Председателот на Република Фантазија во писмото пишува дека е многу загрижен за неговата земја. Преведени? Famita dashur, neve në qeveri na arrin shumë letra nga mbar bota edhe nga vendi. Edhe një letër që na arriti pran vitit të ri, kur të gjithë gëzohemi pran brevit dhe me dhuratat tona, ishte nga vendi Fantazia. A keni dëgjuar ju për vendin Fantazia? Jo. E po tash kryetari i vendit Fantazia na ka shkruar një letër. Edhe ne do t'ua lexojmë atë letër juve. Председателот на државата ни пишува едно писмо на нас во кое што ни кажува дека на земјата Фантазија и се заканува голема опасност. Целата земја Фантазија може да исчезне и да ја снема. И во писмото кое што го добивме се чита целиот текст, само на крајот е малку замачкано, заради тоа што му паднала една солзичка на самото писмо и не се чита до крај. Еве го самото писмо, каде што му паднала една солзичка на председателот на Фантазија. Во писмото, што го испратил до сите председатели и премиери на сите земји во светот, замолува и неговото писмо да им биде прочитано на сите дечиња. Пишува дека само децата можат да ја спасат Фантазија од исчезнување. Но еве, за да не го раскажувам јас целото писмо, ќе му дадам на мојот советник да ви го прочита ова писмо. Dhe thot kryetari i vendit Fantazia na ka dërguar një letër që të na kërkojnë ndihmë, sepse nëse fëmijët nga mbar bota nuk e ndihmojnë vendin Fantazi, mund të ndodhë që ai vend të zhduket fare. Edhe tash do t'ua lexojmë letrën të shohim se çka na ka shkruar kryetari i Fantazisë. Mili moji deca, денес седнав да ви го напишам ова писмо, зашто голема опасност ти се заканува на Фантазија. На вашата втора татковина. Да, Фантазија е ваша втора татковина, затоа што во неја живеат вашите најдобри другари и пријатели, како што се Петар Пан, Зоки Поки, Златокоса, Пепелашка, Докторов Боли, Мечето Винипу, Пинокио, Пипи Долгиот чорап, Двојната лота, Хари Потер и многу други, што ги знаете или што ќе ги запознаете. Фамиите дашур, сото улјат ва шкруајката летер, пршкак се një резик и мав и афроет Фантазис. Адвеу туај të dytë, po, Fantazia është adveu juaj i dytë, përshkak se në të jetojnë Petar Pani, Zoki Poki, Vini Pu, Pinoku, Pipi Çorap Gjata, Harry Potteri dhe të gjithë të tjerët që i njihni shumë mirë dhe që do t'i njihni. Епа, опасноста, мили деца, се состои во тоа што сите овие ваши другарчиња и пријатели од земјата Фантазија ќе исчезнат, зашто ќе ги проголта големиот црн змеј кој што се вика ништо. До тот резику фамиите дашур është prej asaj se të gjithë këta shokët tuaj mund t'i gëlltis dragoji i madh, i zi, i cili e ka emrin Asgjë. Zašto se vika ништо? Така го викаат затоа што оди пред себе и ги голта приказните и јунаците од земјата Фантазија и зад него не останува ништо. А што е ќуајн përshkak se ai kudo që shkon në përvendin Fantazi i glabarit, i han edhe i përtyp prallat edhe heronjt nga vendi Fantazia. Dhe pas ti nuk mbetet asgjë. Prandaj e quajnë dragoi Asgjë. Мили мои деца, знаете ли зошто се случува ова? Се случува затоа што повеќе и повеќе, секој ден, се повеќе ваши другарчиња деца не читаат книги. Кога децата не ги читаат книгите и кога не се дружат со јунаците од земјата Фантазија, големиот црн змеј ништо
доаѓа по нив и тие исчезнуваат. Тоа значи дека јунаците како Петар Пан, Зоки Поки, Вини Пу и другите остануваат непрочитани, осамени, без сила. И тогаш кога се најслаби, доаѓа црниот змеј ништо и ги проголтува. Страшно и тажно. До тот пркыташ как, а и Хана да и Кавшона, и глабарите да и пртюп. На се аскушну гледзон либра. Ероин туај, Петар Пани, Вини Пу, Пипи Чорабдјата, а поеде Хари Потери. Хумбин фучине тюре, а там бетен те вет муар, а скушну хидон. Хумбин фучине да тервен драгој јазџа, еде и Хан. Затоа јас, како загрижен председател на земјата фантазија, ја барам вашата помош. Токму вие можете да помогнете. И сега ќе ви кажам како. Многу едноставно, многу лесно. Оваа година, како подарок за нова година, ќе добиете пакетче со книги. Тие книги се напишани во земјата фантазија. Во тие книги ги има сите јунаци и другарчиња од земјата фантазија. Кога ќе ја прочитате првата книга, големиот црн змеј ќе изгуби малку од силата. Кога ќе ја прочитате втората, третата и секоја наредна, тој ќе губи уште повеќе од својата сила. Со секоја прочитана книга, змејот ништо ја губи силата и не може да ги проголта јунаците од фантазија, вашите другарчиња. Дотот, унци круетари фантазиста ни доту трегој се си јумунтенан дихмони че ти шпетоим heroit ga vendi fantasie. Dat is betoim janak te manier, sumele, te sfarele. Vetëm duhet të lexoni libra. Me librin e parë, dragoja asgjë do të humb pak fuqi. Me të dytin, të tretin, të katërtin, ai do të humb shumë fuqi, edhe nuk do të ketë fare fuqi që t'i glabëris shokët tuaj heronjë të vendit fantazi. Me çdo libër të lexuar, ai humb fuqin edhe nuk mund t'i glabëris. Но, ако прочитаните книги, им ги подарите или позајмите на некој од вашите другарчиња, големиот црн змеј ништо ќе ја изгуби целата сила. Вашите јунаци ќе бидат спасени и земјата фантазија повторно ќе биде вашето омилено место за патување. Ајде, помогнете ни, читајте книги, подарувајте книги, спасете ја фантазија. Ние секогаш ќе ве чекаме со радост да ни доаѓате, откако заеднички ќе го победиме големиот црн змеј ништо. Ви благодарам многу, дечиња. Да точкаthot kryetari në fund thot, nëse libra që i lexoni ju vetë, u adhuroni shokëve tuaja, shoqeve tuaja, ose u huazoni. Atëherë, dragoji i madh i zi asgjë do ta humb krejt fuqinë. Herojt tuaj do të jenë të shpëtuar, edhe vendi fantazi përsëri do të jetë vendi juaj i preferuar dhe më i dëshiruar atje ku doni ju të udhtoni dhe të shetisni. Prandaj na ndihmoni, lexoni libra, dhuroni libra edhe shpëtojeni fantazinë. Ne çdo herë do t'ju presim me gëzim të na vini, pasi që së bashku do ta fitojmë dhe do ta mundim dragojin e zi të keq me emrin asgjë. Ju falinderit shumë fëmi, potpis predsedatelot na fantazija. Eve. Shikoni? И сега, дечиња, што велите за писмото и за повикот што председателот на фантазија го испраќа до нас да ја спасиме нашата втора земја татковина фантазија. Дали да му помогнеме на председателот? Да му помогнеме. Што ме така, тогаш јас предлагам да ви дадеме книги, пакетчиња, за да може да читате колку што е можно, повеќе и повеќе книги. Затоа што само така ќе ги спасиме јунаците од фантазија. Сите тие кои што ни ги кажаа како јунаци во фантазија. Но, исто така е многу важно да ве прашам, пред да ви ги дадеме овие пакетчиња со книгите, да ве прашам дали некој од вас некогаш напишал некоја песничка, може би некој расказ. Браво, браво, дечиња. Дали некој сака да пишува книга за деца?
некои раскази, некои песнички. Браво, дечиња, браво. Тогаш, јас велам вака да се договориме. Од денеска натаму, до крајот на учебната година, вие заедно, со вашите наставници и наставнички, ќе почнете да пишувате песнички, раскази, писма и ќе ни ги испраќате кај нас во владата. Како ќе ја напишете, така ќе ни ги испраќате во писмо до владата. Тоа може да го правите и дома, со вашите родители, со вашите поголеми братчиња и сестрички, доколку ги имате, за да можеме да ги собереме вашите најдобри приказни и ќе направиме една убава книга. Тоа ќе биде вашата прва книга. Таа книга ќе биде новогодишен подарок за вашите другарчиња за идната нова година. И вашата прва книга, што ќе ја испратиме во земјата фантазија, за да ја читат сите оние што ќе ја посетат таа убава земја. Се што треба да направите е до крајот на учебната година да напишете една куса приказна или една убава песничка, заедно со вашите наставници и со вашите родители, братчиња и сестрички, и да ни ги испратите кај нас во владата. Кога ќе биде готова, секако ќе ни испратите по пошта и најдобрите ќе ги објавиме ние во нова книга за деца. Ние ќе ги печатиме и ќе објавиме на крајот нова книга за децата. После распустот ќе повикаме уште дечиња од целата земја да ни се придружат во пишувањето. Ако успееме сите заедно, вие ќе бидете тие што ќе ги создадете новите јунаци на фантазија и ќе помогнете големиот црн змеј, ништо, да исчезне, да избега, да го уништиме, да го снема. Затоа што децата кои што читаат ќе бидат тие кои што ќе го победат големиот црн змеј. Договорено? Можеме така да правиме? Браво! Па што ме така, јас сега предлагам да ги поделиме и тие пакетчиња. Гледам дечињата тука во првиот ред немаат пакетчиња. Ајде и тие дечиња да имат, и сите други ќе имат пакетчиња, и вие ќе ми ветите дека ќе читате книги и дека ќе пишете и песнички и раскази. Договорено? Тука фали уште едно пакетче, треба да најдеме уште. Ке најдеме уште едно пакетче треба. Добро. Сега кажете ми вака, кога доаѓа вашиот распуст? Од понеделник веќе и се распуштаме. Браво. Ама сега сите ќе ја чекаме прво новата година веднаш после понеделник, за да почнеме нова година, која што вие ќе почнете со вашиот распуст, така? Така. Ама се договорив, за да можеме да ја спасиме фантазија, ќе читаме книги и ќе пишеме песнички и раскази. И како ќе ги пишете заедно со наставниците, со родителите ваши, ќе ни ги испраќате на нас во владата, ние ќе ги печатеме и ќе направиме една нова убава книга за деца, која што ќе ја дадеме на сите деца после да ја читат, како ваши раскази и песнички. Договорено? И на тој начин ќе го уништиме големиот црн змеј, ништо, и ќе ја спасиме фантазија. И нашите јунаци сите ќе живеат после тоа. И ќе им се радуваме, и ќе ги другаруваме, и така ќе бидеме сите среќни. Договорено? Договорено. Среќна нека е новата година, дечиња на сите. Браво, деца! Fala, Ime Vitinerin Ganzanăsit e școală Vlazărimi. Фалиме дерит. Среќна нова година ви посакуваат децата од Училиште. училиште Братство.
братство. У Риме вити недин га школа га дженесите школа зва за Риме. Фалементери. Можеме? Селфијата ќе направиме. Вие седете си тука. Пуштам тука на наставниците, да ви ги дадат на сите и да се сеќаваме на ова наше заедничко дружење. Може така? Браво, деца! Многу стрекна да ви е на вас новата година, да бидете многу радосни дечиња, да бидете добри ученици и да ги слушате вашите наставници.